Поради тоа што може да влијае на постапката отворена против нејзе, Советот на јавни обвинители Вилма Русковска не ја врати на функцијата како шефица на организиран криминал и корупција. Едногласно обвинителите во Советот ја одбија жалбата за суспензијата која Русковска ја поднесе минатата недела. Председателот Јолевски тврди ги ценеле сите докази, ги разгледале сите факти, околности на случајот, пошто ја донеле одлуката. Овде се настапувало самостојно и ден денес нема информации до јавното обвинителство, затоа и се повела таква постапка во врска со законитоста и причините за упадот, односно за вршењето на претресот во ист ден кога се побара и предметите да бидат доставени од страна на финансиската полиција. До сега до Советот обвинителката Русковска па не се има обратено за да ја заштитиме ако имала некакви влијанија, ниту пак тоа произлегува во жалба или било каде дека врз неа се вршиле влијанија до Советот. Се јави и Русковска. Не сака да ја коментира одлуката на Советот, бидејќи вели немам право на тоа според закон. На ниту еден предмет не сум влијаела. Можете да прашате било кој обвинител од обвинителството. Наводите во жалбата на Русковска се однесувале на дисциплинската постапка што беше покрената против неа, а не на кривичната пријава поради која што беше суспендирана, поради што Советот не можел да цени, тврди председателот Јолевски. Наспроти ова Русковска тврдеше дека со жалбата ги побива сите наводи на државниот обвинител Јовевски. Русковска, доколку според закон го спровела претресот во финансовата полиција, би се вратила на функцијата за 30 до 60 денови. Советот е сигурен дека некој друг обвинител од организиран криминал ќе продолжи да постапува по предметот за екс-директорот на финансиската полиција. Државниот обвинител Љубомир Јовевски на 16 август ја суспендираше Русковска, додека трае постапката поради кривичната пријава од Арафат Муареми. Екс-директорот на финансова поднесе кривични пријави против Русковска и нејзините две колешки Трајчева и Јосифовска за претресот на 18 јули во канцелариите на управата. Истиот ден оставка од функцијата поднесе и Арафат Муареми.